Од Ѓорче до аеродром 1 час, од автокоманда до Ново Лисиче 45 минути, од Вицбегово кон центар и повеќе од 1 час. Вака изгледа сообраќајот за време на работната недела. За викенд и празник е малку поподносливо. Состојбата ескалираше со затворањето на опожарениот мост Беласица, но тоа беше само капак на проблемите кои се провлекуваат подолго време. Копањето на едни исти улици по неколку пати, асфалтирања кои траат со месеци без изгледи дека ќе завршат во скоро време и нередовниот автобуски превоз, поради кој повеќе луѓе се одлучуваат за автомобил. Има ли многу гужва низ Скопје? Има, претежно тука гужвата катастрофа е. Колку време не може да го прават овој патос, значи нема коментар. Има многу, за жал. Како нема, хаос. Знаеш што? Ова е една година што се работи ова. Тоа не е нормално. Тоа требаше веќе 1 месец да се заврши ова. Вие колку време возите? Па е 25 минути од Ченто до тук. Па едно сат време. Па 20 минути. Има ли нервозно сообраќај? Оу! Има, да. Оваа улица посебно овде катастрофа е. Ја не, другите можеби. Зависи од личноста. Па има, како што има гужва, така има. Колку повеќе гужва, толку повеќе нервози. Ако крстосниците кај Мавровка, Железничка, Веро Џамбо, како и кај Бриколаж беа жешки сообраќајни точки и претходно, сега со непроодноста на мостот Беласица, се речиси непроодни. Но полицијата ретко може да ја видиме како го регулира сообраќајот, па граѓаните се оставени сами на себе да се снајдат во метежот. Оттаму велат дека прават се што е во нивна надлежност. Ве известуваме дека одделението за безбедност на патниот сообраќај на дневна основа презема активности со цел надминување на метежот во сообраќајот. За истрагата за утврдување на причините за пожарот на мостот Беласица, оттаму велат дека е во рацете на основното јавно обвинителство Скопје. И додека јавноста чека на одговори и решенија од надлежните за тоа што ќе се случува со мостот Беласица и како ќе се реши сообраќајниот хаос во Скопје, постапувањето на надлежните беше пресретнато со критики уште од самиот почеток, кога на местото на овие обележи беа поставени уметнички дела. За тоа што прават надлежните за метежот и што направија за состојбата на мостот досега, прашавме во град Скопје. Оттаму одговор не добивме. Додека пак во вечерашното гостување на една национална телевизија, градоначалничката Даниела Арсовска рече дека не било толку важно кога мостот ќе биде ставен во функција, туку кој го запалил. Додаде дека доколку нема сериозни оштетувања, мостот ќе биде пуштен за 20 на дена. Значи ние сме го добиле пред неколку дена зеленото светло дека можеме да отпочнеме да постапуваме. Ангажирани се вешти лица, отпочнато е на терен да се прави оскултација, ќе се почне со превземање на ситуација каде што ќе се земаат кернови од мостот и каде што ќе се докаже дали какво е оштетувањето, ако воопшто го има таму на тој мост. Даниела Арсовска стана градоначалник со ветувања за модерен и функционален град, за современи сообраќајни решенија и за бесплатен автобуски превоз. 18 месеци подоцна, Скопје никогаш не било позапуштено и похаотично.